Со домашна волна, топла вода, течен сапун и креативноста на рацете, учениците од основното училиште Гоце Делчев од вчера започнаа да го учат и обновуваат традиционалниот занает на обработка на филц производи. Техника која во последните неколку години на домашната сцена ја врати Сдруженијето на жени Агровинка. Филцот, кој има германско потекло, е користен многу одамна, велат жените кои веќе ја имаат совладано техниката. Комитската носија, како обележи на македонската историја, била работена токму на тој начин. Прво не знаеја дека филц, што е филц. Сега со нашето промовирање неколку години, бидејќи вршиме неколку обуки во други училишта, во други градови, на ниво во цела Македонија и надвор од Македонија, 2 обуки имавме и во Србија. Значи се запознават луѓето, знаат дека е квалитетно, чист, мислам, природна волна, добар материјал, изолатор. Теорија нема. Преку практична обука во текот на оваа недела преку 100 ученици од подрачното и централното училиште Гоце Делчев треба да ги совладат основните чекори на филц производството. Актуализирање на старо-нови практики е проектот кој Сдруженијето на жени Агровинка го реализира во соработка со локалната самоуправа, ткајачката работилница од село Истибања и волонтерот на мировниот корпус. Во моментот во проектот ние сварбавме во сите дизајни бои, затоа што може да се креират повеќе сувенири со различна волна, природна бела, сива, црна и значи во другите бои. Сега, за да се направи една шапка или еден шешир, потребно е најмалку 5 часа да се изработува, па еден ден да се суши, па потоа се крој, се доработува, па се украсува, се моделира по желби, по креација на учесникот. Придобивките од оваа обука секако ќе бидат наменети за подрачното училиште Истибања, каде работи волонтерот од Мировен корпус. Се очекува да се опреми една просторија во која ќе бидат сместени сите книги и друга литература на англиски јазик, достапна за сите ученици во подрачното училиште, во која ќе најдат картче каде ќе можат подетално да ги прошират своите знаења од англискиот јазик. Инаку од филц, покрај чорапи, шапки, шалови, килими, чанти, можат да се прават разни декоративни украси за домаќинството, а филцот е добар изолатор, не поти, не гори, лесно се пере, не се развлекува. Целосниот износ за реализирање на овој проект е $3.486 американски, во кој општината учествува со $620, а основното училиште Гоце Делчев со $780.